Почитувани гледачи, почитувани слушатели, добро ми дојдовте повторно во радио што се гледа. Денеска имаме ни прекрасни гости кои што ни доаѓаат од Lions Club Прилеп. Добар ден за Пеце Петрески и Елизавета Ивановска. Добар ден. Имаме една убава причина и повод да ни бидете наши гости, а сето тоа во рамките на она што вие на некој начин го организирате и постојано создавате на средина во која што се наметнува важноста на хуманоста. Беди како председател на клубот, би те прашала што следи, што е следно сега што ќе организира Lions клубот. Веќе утре е ден на борбата против дијабетот и вие повторно сте во акција. Така е. Утре организираме 17-ти пат хуманитарна забава по повод денот на дијабет. Целта ни е да собериме средства што ќе ги донираме на социјална категорија на луѓе со дијабет 1. Зошто се одлучивте токму за да донирате, односно да направите ваква хуманитарна акција? Денот ли е важен или исто така е важно дека овие луѓе навистина имаат потреба од она што вие ќе го донирате? Ова година се одлучивме да се донираат средствата за дијабет 1, бидејќи секоја година имаме различна цел. Целта ни е само социјална категорија на луѓе. Донациите секогаш ги даваме на таков тип на луѓе, каде што имаат потреба. Ова година ни се поклопи едноставно и самиот датум, 14 ноември, кој што е светски ден на дијабет, па така да средствата што ќе ги собериме, ќе ги донираме, да купиме апаратчиња, тоа се сензори што ќе го мерат дијабет 1. И интересно е што планираме тие апаратчиња што ги купиме се со многу оптимално ниво на мерење на гликозата во крвта. Тоа се G1 апаратчиња, да. И верувам дека има повисока цена. Да, има многу повисока цена и за разлика од досегашните што ги користеле луѓето, овие апаратчиња избегнуваат боцкање, се водоотпорни, исто така преку Bluetooth на 5 минути може да се апдейтираат податоците, што може да се следи колку е гликозата во крвта. Тие се нови апаратчиња, ви кажав како G1 дека така се нарекуваат и се сензори и лесно се аплицираат. Тоа би било успех за секој што ќе го добие и уште нешто во рамките на оваа хуманитарна акција, како се организира, како е се испланирано и како можат луѓето да учествуваат за да може да донираат и да помогнат. Вака, значи самата организација за утрешната хуманитарна вечер организирана е во претходните недели. Нормално дека средствата со самите карти што веќе се купени, дел од средствата ќе одат на самата цел. Истовремено можат луѓето сите да учествуваат со донација на жиро сметката наша, исто да не исконтактираат, исто така и нормално локалните фирми што се општествено одговорни можат да учествуваат сите тековно и во целата година. Не станува збор само за оваа акција. А сега ни е целта, нормално, колку повеќе средства се соберат, бидејќи апаратчињата се стварно на многу повисока цена за разлика од досегашните, околу 60 евра едно апаратче. Па едноставно многу јасно дека ни е потребно да му излеземе во пресред на граѓаните каде што имаат потреба од вие имате листа, поставувам на луѓе кои што на кого би ги донирале. Како е изборот на со Центарот за социјални грижи и едноставно имаме листа на кои луѓе им се потребни тие апаратчиња, па се надевам дека колку повеќе луѓе ќе бидат повеќе средства за да може апаратчиња може да земиме. Пеце, кога станува збор за Lions клубот Прилеп, јас прво би сакала да ве прашам што е тоа лајонизам, со што луѓето се занимаваат, што е основната цел на постоењето на Lions клубот? Лајонизмот не е само хуманитарна работа да се даваш себе си, да даваш туку и да даваш од себе си на оние на кои што имаат помалку среќа во нивниот живот.
Значи, на хуманитарна работа каде што помагаме во многу области, во тие области пред се ние сме наречени витези на слепилото, што значи примарна цел ни се слепите лица. Иначе ова организација е основана веќе 107 години како Lions Clubs International, тоа е основана во Чикаго од истакнат член Мелвин Џонс, и не можам да ја прочитам неговата порака, значи не можеш да стигнеш далеку во животот додека не почнеш да правиш нешто за другите. Нашето мото е служиме, што значи служиме на луѓето секаде каде што има потреба да имаат потреба од таа хуманитарна и каде што луѓето имаат помалку среќа. Јас овдека имам неколку текстови поврзани со вашето работење. Сте донирале облека, сте донирале потребни постелнини, комплет училишни прибори, така натаму и така натаму. Ова случај станува спор за луѓе кои што се социјално загрозени. Ме интересира како ги обезбедувате сите овие работи. Како е начинот да може да се допре до луѓето? Не се само активностите не се многу активности, тие се премногу активности во сите овие години, значи Lions Club Прилеп веќе постои од 2008 година. 2008 е основно, значи 17 години. И премногу активности и тие ги добиваме сите тие се преку наши финансиски, лични финансиски средства, меѓутоа и од донации и од граѓани и од институции. Исто така ги добиваме и преку грантови од Чикаго, затоа што постои една фондација, Lions Clubs International фондација, преку која ние со одредени проекти на таков начин ги добиваме тие грантови и така тие проекти ги реализираме овдека во нашата средина, не само кај нас, туку и секаде. Можам да спомнам. Ајде да наброиме некои. Да наброиме, например. Од јас прочитав дека сте вклучени во социјалната сфера, во образованието, во буквално насекаде. Буквално насекаде. Здруженија на граѓани со посебни потреби и така натаму. Значи вклучени сме во здравство, социјални случаи, значи социјални луѓе од социјална категорија, во образование за млади, младина, не знам каде, секаде, околина, екологија, значи и тие работи. Морам да ги прочитам, затоа што тие се некои од тие, например, преку лични средства и Добиен град го обновивме покривот на болницата во Прилеп во 2011 година. Потоа со наши средства ги обновивме бањите, вецињата на одделни одделенија во болницата. Потоа комплетно градежно ги реновиравме просториите на Сдруженијето на слепи и слабовидни и Сдруженијето на глувонеми. Исто така комплетно реновиравме и училница за училницата во Климент Охридски кај паралелките со посебни потреби, столчиња, маси, телевизори, така натаму. Потоа кај слепите исто дониравме лаптоп со вградена Брајлева азбука за потребите. Тоа беше на заедничка цел и акција со слепите и со Сдруженијето на слепите, нив му требаше тоа, мораше да го донираме. Исто така кај нив исто дониравме најмногу кај нив, кај слепите, и исто така дониравме и спортска опрема за потребите на специјалната олимпијада, целосна спортска опрема за слепите лица и слабовидните кои што учествуваат и имаме тим во градот кај нив за голбол, мислам. Што се надпреваруваат? Па да, еднаш пишловне во основното училиште Кире Гавриловски Јане, чинам дека играа во салата, интересен настан. Постојано се дружиме, постојано ги имаме и на крај добиваме некои идеи и од нас и од нив, и односно секаде кај што имаме потреба. Училиштата, повеќе од училиштата ни се, основните училишта, веќе некои од дворовите со засадени дрвца, со уредени дворови имам учествувано. Знам една година во Блаже Конески исто така, како символ од една наша гувернерка беше заседувањето на бели рози, исто така во Точило, тоа е, најтоа тие се пречистувачи на воздух. Можам да бројам и да набројувам, меѓутоа може да испадне посебна емисија токму за тоа. Ова како што го кажавте, значи таргет групата на некој начин, е социјалата, таргет група е лицата со посебни потреби, но таргет групата е и младите, бидејќи голем дел од нештата се вложуваат во младите. И во контекст на тоа јас ќе ја прашам претседателката на клубот сега како младите се вклучуваат во Lions клубот, имат ли интерес за тоа? Значи, од оваа година повторно се активира Лео клубот. Тоа се деца од 14 до 18 години и се вклучуваат во нашите акции и исто така имаат многу инспиративни идеи и може секој што има и слободно време или волја да учествува со нив
и мислам дека исто така дека и нивната цел е нормално да учествуваат во хуманитарните акции и да се развие едноставно и да се крени свеста на сите дека ако се вклучат не е ништо страшно, дека секој може да оддели некаков мал дел од своето време, а па за некој друг кој што има стварно потреба, тој дел е многу голем. Да научат младите од повзрасните како е да бидеш умен. Да делат и а треба да ги учиме младите, точно. И не е ништо срамота да учествуваш во некаква акција и да стоиш и да помагаш. Не е ништо срамота, стварно. Како ми е што ги имате како поддршка. Дали можам јас да се надоврзам на тоа, значи во 2020 година Лео клубот доби 3-та ноемвриска награда од општината. Исто така, не знам дали се сеќавате, меѓутоа беше кај вас во Радио Пила беше анкета за победници 13 величанствени, една од нив беше Лео клуб Прилеп, да, така да леовците било кој од овие можам апел до родителите да ги пуштат децата да се не е само идеите хуманитарната, туку и забавата меѓу нив, дружењето, социализацијата меѓу нив, така да нема да сгрешат затоа што сепак децата ги се вклучуваат, се организираат во нешто што е крајната нишка хуманост и помагање на другите луѓе. Кога станува збор за Lions клубот, реков пак би прочитала дека вие и самите рековте дека донирате или обезбедувате лични средства кога станува збор за донациите кои што ги собирате, правите вакви хуманитарни акции и така натаму. Како тука ви се најдуваат општествено одговорните компании или компаниите во Прилеп, бидејќи така ќе се сведиме сега во Прилеп, како се заинтересирани да помогнат кога станува збор за нешто што го организира Lions клубот? Дали тоа се ветераните, повозрастните или дали се тоа младите? Најдувате ли сте некаква спона помеѓу заедницата и помеѓу компаниите кога станува збор за хуманост или потреба да се помогне некаде? Или колку тоа го правите? Го правиме нормално, често, во текот на годината, секогаш кога имаме ваква хуманитарна организација, нормално се испред барања до фирмите поголеми што сите ги знаеме во нашиот град. Поддршката е важна и ни излегуваат во пресвет, нормално оној кој што сака. Сега во рамките на можностите, да, повеќето од фирмите ни излегуваат во пресвет. Дали не ве поддржуваат? Не поддржуваат многу јасно, дека дел од нив ќе учествуваат на самата хуманитарна забава, отворено е, секој може да земи карта. Тоа е за петок веќе, за утре. Да, за утре, за утрешната забава, секогаш нормално целта на самото барање е изјаснета за што станува збор, па може да учествуваат, па и може да донираат и тековно. Да, повелице. Меѓутоа мора да се напомни, значи она што ние се разликуваме како организација од другите хуманитарни е тоа што најмногу би сакал да напоменам дека нашата хуманитарна работа се сведува на повеќе на хуманитарна работа колку на донации. Значи целата работа е да се вложиме ние како луѓе, затоа што сепак на луѓето кога ќе ги видите луѓето на стварно на кои што им треба потребна, не му е потребна само финансиска помош или средства кои што се неопходни во нивниот живот, потребно му е и некоја социализација или начин како да се подобри нивниот живот. Некогаш и тоа е. Со преку некои хуманитарни активности кои што ги имаме, ние на некој начин помагаме и во нивната средина, во нивната околина, во нивниот секојдневен живот. Не се само донациите. Меѓутоа, како што кажа претседателката, донациите стварно компаниите излегуваат во пресред, излегуваат оној колку што може и како што може, затоа што сепак сме ние веќе 17-18 години, организацијата веќе трае, ова е светска организација која што е стварно хумана, стварно се препознава по хуманост и трае веќе 107 години и членови се во Македонија преку 500 членови во Македонија, имаме 30 клуба, што значи дека веќе институциите ги препознават како
како сигурни средствата таму каде што треба да веруваат во тоа. Во организацијата, така, Точно. што е многу Меѓутоа, важно. се трудиме што помалку да ги добиеме, секако нормално, пошто ни требаат средства, ни требаат донации, точно затоа што не можеме да постигнеме се од наши лични средства, а претежно 80% го правиме ние од наши лични средства. Меѓутоа, секогаш ни се потребни, но се трудиме да ги правиме акциите со работа, повеќе отколку со донации или со финансиски средства. И од тука се разликуваме од другите од другите хуманитарни организации, што не се подпираме само на донации. Колку број вака членството, вклучувајќи ги и младите кои што се вклучени, зборувам за Прилеп. Имаме ли луѓе кои што можат да помогнат во рамките на оваа хуманост, во рамките на ова дарување себе си и дарување на своето слободно време? Моментално сме некаде околу 20 сега. Значи порано сме биле и повеќе, многу повеќе, меѓутоа јадрото на самата организација се тука околу 20 кои што се стварно од прилика и стварно работат. Меѓутоа членови може да бидат било кој, сите кои што би се препознале како може да бидат хуманитарци, меѓутоа не може да се препознаат во Lions Clubs International, сепак таа организација која што си има своји правила и кои правила се веќе се негувани и се подобрувани веќе 107 години и на таков начин ги повикувам луѓето, сите оние кои што мислат дека можат да придонесат пред се во околината, во нашата околина, а после тековно во самата држава. Меѓутоа овдека Lions Club Прилеп постои за Прилеп и околината, така да помогнат да се зачленат или пак да донираат, да не следат на Facebook страницата на Lions Club Прилеп. Значи сите тие работи и ќе бидат на некој начин да придонесат за подобра заедница, за подобра заедница, за подобар Прилеп на некој начин. Точно. На крај сите се бориме, бидејќи тука сите живееме, да имаме една подобра и животна средина и меѓучовечки односи, да ни се подобрат меѓучовечките односи. Доколку јас би сакала уште да ве прашам, бидејќи Пеце сега спомна дека ние имаме своји правила или своји норми или своји постулати на кои што се темелиме, ќе ни кажете ли на што се темели вашата организација? Да, на нашата Можам организација јас да бидам член и за да ги прифатам дали тие ми се својствени или потребни постулати за да бидам член. За да секој значи може да биде член што сака. Првенствено мислам дека треба да ги знае работите што ги правиме ние во текот на годината. Примарни работи, примарни активности на самата организација ни се видот, значи има ден на слепило, секогаш значи одвојуваме време секоја година за да го одбележиме денот со нивниот клуб, гладот, животната средина, детски канцер и дијабет. Од ова година за прв пат, значи и менталното здравје дојде на точка да стане примарна цел. И исто така ова година имавме многу бава акција, каде што имавме докторка покането на самата недела. Тоа е цела недела, значи за ментално здравје и учествува и Лео клубот и беше доста интересно. Значи во таа интеракција може да се вклучи секој кој што сака да биде посетител на самата активност. И затоа што рече Пеце да се надоврзам дека не е секогаш до средствата што ги имаме. Бидејќи повеќето од целите што ги имаме самите ние сме учесници. Некогаш значи нема потреба да се има финансиски средства да се оствари некаква активност, цел, каде што нарочито за тие примерни работи што ги имаме во нашиот клуб. Да, потребна е и едукацијата. Да. Верувам дека организирате трибини поврзани со едукација за ова сето што го направивте како примерни точки и задачи на Lions клубот, а тоа е навистина не е потребно. Па имаме исто така има и денови каде што претходните години и верувам дека баш и кај нас беше, морам да ја спомнам, Весна Пацанска, пошто таа ни беше гувернер и таа ги организираше овде трибините за запознај со лајонизмот. Кога беше таа трибини на луѓето за да се приближат на активностите или на целта ние која што ја работиме. Сепак во 21 век живееме и таквите работи се помалку и затоа мора луѓето некако да се едуцират на било каков начин. Посебно одираме акцент на младите, затоа одираме на акцент на младите и посебно ги мотивираме сами постарите, меѓутоа и тие нас да мотивираат на некој начин да ги гледаш како работат и како стварат идеи и сето на кое што се прави,
многу малце, меѓутоа многу. Не знам како да го изразам по дефиниција, затоа што стварно работиме колку што и одделуваме од времето, затоа што сите сме изградени со некаква професија, сите си имаме семејства и мислам дека на таков начин придонесуваме колку што можеме да придонесуваме. Ние како Медиум ќе продолжиме да ве следиме, бидејќи исто така нас ни се важни 13 величенствени, ги следиме оние луѓе кои што се активни во заедницата и пишуваме за нив. Ви посакувам да имате успешни акции, а утрешната акција да побине што помасовно во однос на собирање на средства, односно сите оние кои што имаат потреба од социјално загрозените семејства да ги добијат апаратите или мерачите на шеќер. Ви посакам успешна акција и еве ги повикуваме и другите кои што сакаат да донираат на ваков и некаков начин да се придружат кон вашата акција. Благодарам многу. И сакам да ве поздравам со нашиот слоган "Служиме", и секој граѓанин може да се вклучи во таа акција и колку повеќе средства добиваме, толку и повеќе лица ќе ги добијат тие сензори. Благодарам. Благодарам.